Добро вечер, почитувани гледачи. Вие го следите отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва ставаме акцент на економијата. Одржување на предвремени парламентарни избори на 5 јуни за ставање крај на политичката криза и враќање на економијата на реалните стапки на раст. Колку трпи бизнисот, анализираме вечерва во отвореното студио со моите и ваши гости, вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески. Добро вечер. За вас и добре дојдовте во телевизија Нова. Гувернерот на Народната банка Димитар Богов. Добро вечер и за вас. Добре дојдовте и вие, професорот Томе Неновски. Вечерва ги отвараме сите дилеми и можни информации околу економијата, движењата и перспективите. Денови во јавноста слушнавме различни информации за некакви санкции, за пирање на парите од странство. Која е вистината? Што се случува? Политичката криза која што долго време ја држи земјава во заложништво, очигледно е пропратена и со пропагандна војна, во која што се шират различни полуинформации, дезинформации, невистини и слично. Една таква беше информацијата што пред некој ден излезе околу средствата што Светска банка ги одобри во јануари оваа година. Вистината е следнава. Бордот на Светска банка уште во јануари, поточно на почетокот на јануари, го одобри кредитот за поддршка на општините за Македонија во износ од 28 милиони американски долари. Во тој период изборите беа планирани за април, за 24 април, и бидејќи 60 дена пред тоа настапува период на техничка влада, односно се распишуваат изборите, беше договорено со Светска банка да кредитот стане ефективен веднаш после изборите. И тоа го прави Светска банка и со други земји, кога одобрувањето на кредитот е многу блиску до избори. Таа информација беше уште во јануари позната и беше објавена во некои медиуми. Меѓутоа сега, со цел да се потенцира тоа дека наводно против Република Македонија или на земјата и се ограничуваат финансиските средства, се рециклира таа информација и уште добива на ширина, да речам, и на поеднакво значење. Имено првите информации што излегаа на некои медиуми беа дека Светска банка го прекинува финансирањето на Република Македонија, што е сосема неточно. Значи, таа веќе го одобри тој кредит, што треба да биде ефективен после изборите. Тоа што ние ги одложивме во меѓувреме изборите заради наши интерни политички причини од април за јуни е наша тема и друг проблем. Меѓутоа Светска банка не рече не може да ги добиете средствата. Туку рече средства ефективни ќе бидат веднаш после изборите и мислејќи во тој период дека изборите ќе бидат, како што реков, во април. Второ, не се прекинати проектите на Светска банка кон Македонија. Значи, станува збор за еден поединечен кредит, за кој што е постигнат таков договор да средствата бидат ефективни после изборите. А не е прекинато целокупното финансирање на Светска банка, на ММФ и слично. Така да, од таа изолирана информација, која што беше стара информација од јануари, се дојде до некои наслови кои што бомбастично објавија дека на Република Македонија сите меѓународни институции, Светска банка, ММФ, ЕБРД и ги прекинуваат финансиските средства. Ете тоа се вистините и полувистините и невистините што во овој период се пласираат и веројатно ќе се пласираат уште со по-жестока динамика во следниот период, бидејќи такво е за жал времето. Значи, место за паника нема. Македонија има добри односи со сите меѓународни финансиски институции, како Светска банка, така и Европската банка за обнова и развој, ММФ, Европската инвестицијска банка и отворени се вратите за финансирање на добри проекти и воопшто немаме никаква информација дека од нивна страна има било какви резерви во поглед на финансирањето на инвестицијските потреби на Република Македонија. Гувернере, многу страв, паника, психоза некоја владае околу стабилноста на денарот. Можеме да слушнеме исто така во јавноста различни информации и помеѓу граѓаните за тоа дали би се случила, постои ли некаква опасност за денарот, можни сценарија за девалвација. Стабилен ли е македонскиот денар? Секако, денарот е стабилен, останува стабилен и навистина нема никаков простор за загриженост на граѓаните и на бизнисот. Значи, уште првиот ден јас кога дојдов на оваа позиција, јасно кажав дека политиката на стабилен курс на денарот ќе биде она што ќе го спроведуваме. И го спроведуваме во континуитет. Имало шпекулации и во минатото, има и сега. Секогаш
се покажале тие шпекулации како неосновани. Ги повикувам граѓаните воопшто да не веруваат на таквите шпекулации. Она што го забележавме сега, за разлика од некои други вакви епизоди, например имаше и минатата година, имаше и во 2009 година, имаше и во 2001 година, сега овие шпекулации се посилни и се оркестрирани. Значи целта е сега нарушување на макроекономската стабилност. Но морам да им порачам дека нема апсолутно никаква можност да се наруши макроекономската стабилност, да се наруши стабилноста на курсот на денарот. Народната банка има доволно инструменти, моќни инструменти со кои што може во секое време да го одбрани курсот на денарот доколку тој е предмет на напад. Но ситуацијата е таква што е доста поволна за курсот. Значи ние во последните 5 години имаме исклучително низок дефицит во платниот биланс, а тоа е основниот индикатор кој што покажува дали на земјата и недостасуваат девизни средства. Значи дефицитот е помалку од 2% од бруто домашниот производ, што Македонија никогаш го немала во минатото. Просекот за Македонија од секогаш бил 5 до 6%. Значи имајќи го тоа предвид, а оваа година, дури во првите 2 месеци, токму денес ги објавуваме податоците, првите 2 месеци имаме вишок во тековната сметка на платниот биланс. Значи, девизниот пазар нема никаква причина да биде нарушен. Но овие шпекулации ја имаат целта за граѓаните сега да ги фати паника и тие да бараат повеќе девизи. И да, има деновиве зголемена побарувачка за девизи во менувачниците. Менувачниците, како менувачници, си гледаат шанса во тоа и некојаш го подигаат курсот, некојаш не им продаваат доволно, но банките во секој момент можат да им понудат девизи на граѓаните и секој кој што има некоја дилема, нека оди во банка, ќе купи без никакво ограничување. Девизи има, но тие што ќе ги разрочуваат сега депозитите, ќе купуваат девизи, ќе изгубат, како што изгубија и минатата година, како што изгубија во 2009 година. Значи, апелирам дека нема простор за загриженост, курсот е целосно под контрола, денарот останува стабилен, банките остануваат сигурни, најсигурно место за штедење. Професоре, ако денарот е стабилен и ако, како што вели гувернерот, банките се уште се ликвидни, добро стојат, тогаш зошто е оваа паника помеѓу граѓаните? Кој сака да создаде вештачка слика за Македонија и незината валута? Добро е што ги поставив ти двете прашања и на министерот и на гувернерот, да почнеме од таму што се случува на терена, се случуваат некакви оркестрирани напади на стабилноста на банкарскиот систем, стабилноста на финансискиот систем, а тоа се некакви шпекулации кои што не ни се непознати. Ние имавме во блиска идни на ваквите странични, би рекол подмолни удари за да може да се наруши она што е најздравото во Македонија, тоа е финансискиот систем. Па ние сетете се 2009 година кога беа претседателските избори, имавме еден силен удар на девизниот пазар. Мислам, гувернерот беа преку 300 милиони евра купени во неколку дена, со силен притисок врз стабилноста на девизниот курс на денарот, во насока тој да девалвира, меѓутоа со интервенции на Централната банка тоа се санира. Значи, има некакви интереси, би рекол повторно подмолни, за да се наруши таа стабилност. Еве и сега истото ни се случува и со дезинформации во однос на кредитните аранжмани на Република Македонија со Светска банка, нешто што е нормално, нешто што се случува во минатото во континуитет. Се вратиме наназад уште во 90-тите години, кога еве јас бев активен учесник во тие преговори со светските финансиски организации. Најчесто се велеше кога ќе дојде време на избори, треба да се воздржиме, да не зафаќаме така во наводници на чија страна. Истото и со Светска банка овој случај. Или имаше случај кога 2001, па 2009, 2013 заради некои настани кои што некому одговара да се врши удар, притисок врз шпекулативен удар врз стабилноста на девизниот курс на денарот. Значи целта е непријатна, неблагодарна удар на економијата со последици кои може да бидат несогледиви. Во овој период е сега актуелен менувачкиот курс, она што гувернерот убаво го објасна. Јас нема понатаму додам, иако овој период, овие денови, може би таа
валица на поменувачниците е резултати на престојните великденски празници. Нели имаме 4 дена споени празници, луѓето ќе видиме што ќе се случи во четврток во пладне на границите, ќе ги има многу води што ќе одат преку граница, па им треба девизи за да купуваат нешто што им треба да плаќаат таму. Според тоа, место за паника нема. Фундаментите на макроекономската политика е толку се цементирани што едноставно ни силен земјотрес од 9 степени не може да ги сруши барем онака како ја што го гледам нештото. Меѓутоа, треба да бидеме спремни за одбрана од сите можни шпекулативни напади. Министре, дали и колку трпи македонската економија од политичката криза? Имавме високи стапки на раст, позитивни резултати кога се споредуваме и со земите од регионот, но и од Европа. Каква е во моментов состојбата? Може ли поради оваа воздржаност, неизвестност политичка да очекуваме да забави економијата? Тоа е значајно прашање и добро е да ги раздвоиме фактите и очекувањата. Фактите се дека политичката криза почна во 2015 година, меѓутоа можеби и предходно и во предходните години имаше латентна криза и таа криза во 2015 македонската економија добро ја издржа со растот што го остваривме од 3,7%, највисок во регионот, се покажа дека фундаментите на македонската економија се добро поставени, главните економски политики се во корист на приватниот сектор, а тоа се одржувањето на добар бизнис амбиент меѓу најдобрите во светот, ниските даноци, високите износи на капитални инвестиции, поддршката преку кредитни средства, координираноста меѓу монетарната и фискалната политика и мерки како што се проектот Македонија вработува и слично, кои што им помогнаа на домашните фирми или пак привлекувањето на странските инвестиции како посебна политика која што донесе голем број на странски инвеститори. Сето тоа создаде еден добар амбиент кој што се креираше долги години и работите беа добро поставени. И токму затоа и покрај жестокоста на политичката криза 2015 година добро ја поминавме, како и влезот во 2016. Првите 2 месеци од 2016 индустриското производство оствари просечен раст од над 11%. Во февруари тој беше 15%, значи највисок во последните неколку години. Извозот расте со стапка од 7%. И други добри параметри во делот на трговијата, во делот на градежништвото и слично. Невработеноста, да не ја заборавиме, како резултат на сите овие мерки е намалена од 38% на 24,6%. Сето тоа зборува дека општите економски политики се добро поставени и приватниот сектор на база на тие економски политики остваруваше добри економски резултати. Но исто така, тоа се факти, значи. Меѓутоа, ако зборуваме за тоа што може да се случи од сега натака, несомнено дека не постои економија во светот која што може да издржи долгогодишна политичка криза, посебно жестока политичка криза, и дека политичката криза врши силен притисок врз економијата. Од тие причини токму е значајно таа политичка криза да заврши, да се најде епилог на таа криза, преку диалогот и завршување на кризата со изборите што се предвидени за 5 јуни, да се дојде до известна стабилна состојба која што ќе им овозможи на компаниите предвидливост за следните 4 години. Да се знае какви ќе бидат политиките во следните 4 години, какви даноци ќе има, каков бизнис амбиент ќе има и се друго што им е потребно за да можат да почнат да планираат, да ги планираат нивните инвестициски одлуки, одлуките за вработување и слично. Значи мора кризата да има завршница, бидејќи во спротивно и најјаката економија не може да издржи долгогодишна криза. Така, гувернере, вие бевте на средбите, на пролетните средби во Вашингтон. Токму Меѓународниот монетарен фонд објави многу позитивен извештај за македонската економија. Се очекува раст од 3,6%. Што велат монетарците по однос на политичката криза визави економскиот раст? Токму така, Меѓународниот монетарен фонд ги објави проекциите за сите земји во светот, меѓу кои за Македонија, и тука може да сметаме дека имаме една независна диагноза на македонската економија. Значи ММФ, кој што е независен извор, исто така смета дека македонската економија има потенцијал оваа година да расте со 3,6%, што е значителен раст. Минатата година ние остваривме 3,7% во доста сложени услови, погодени со 2 шока, што ги покажат цврстината на фундаментите на македонската економија. Значи и во такви неповолни услови економијата генерираше еден солиден раст. Поучени од тоа,
затоа и меѓународни институции веќе за оваа година проектира дека ќе го задржи тоа темпо на раст македонската економија. Но, повторно е но, како што каже и министерот, значи, ако политичката криза ескалира и тоа трае до недоглед, секако дека ќе има цена тоа врз економијата. Растот тогаш тешко дека ќе биде 3,6%. Секое одолговлекување на растот си има своја цена. Економијата не е имуна на таа несигурност. Знаете вие дека и тоа е во теоријата познато и во праксата. Инвеститорите се многу чувствителни на амбиентот. Несигурноста ги тера да ги одложуваат инвестициите. Дури и потрошувачите. Секое домаќинство, ако има да потроши нешто поголемо, да направи некоја поголема набавка, ќе се замисли дали сега ќе го прави тоа или да почека да се смири ситуацијата. Неновски, може ли во ваква политичка клима да очекуваме воздржаност од инвестициите од страна на странските компании, но и на домашниот бизнис? Еден од 5-6, да речем, најглавни фактори кои што привлекуваат па и домашни и странски инвеститори е политичкото обкружување, мислам стабилноста на политичката клима, што е сосема сватливо, нели? Па затоа и велиме што побрзо се стабилизира политичката состојба во земјата, побрзо ќе можеме да го продолжиме онај инвестициски циклус кој што го започнавме во минатиот период. Иначе сега и логично е да имаме некаква воздржаност кај инвеститорите, затоа што навистина не знаат во која форма ќе ескалира кризата, или брзо ќе заврши, дај Боже за месец дена, или пак ќе се радикализира. Стравот е од на второто, радикализацијата. Ако имаме и натаму улични немири, ако имаме, не дај Боже, украинско сценарио кој многу често се спомнува, ако има не дај уште повеќе граѓанска војна во земјата, тоа секој инвеститор би се преиспитал дали е време да инвестира и да не знае каква ќе му биде известноста на парите што ќе ги вложи и известноста на она што го очекува од тие пари, оплодувањето на парите. Според тоа, во интерес на сите, кризата што побрзо да заврши, едноставно да си го продолжиме патот кој што во последните неколку години го започна македонската економија во движење по трендната патека нагоре. Да, сите очекуваат дека ќе надвладае сепак разумот и дека Македонија ќе заплива во некои помирни води. Тука правиме куса пауза за реклами, продолжуваме со дискусијата за кратко. Само за проектот Купи куќа за млади, Хот и Хот ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клуч на рака. Дојдете во Хот и Хот за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Хот и Хот за проектот Купи куќа за млади нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Хот и Хот. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Healthy Food – специализирани продавници за здрава и органска храна. Голем асортиман на органска храна и широк спектар на додатоци во исхраната. Безглутенска и веганска храна, органски витамини, без генетски модифицирани организми, како и комплетна нега со сертифицирана француска органска козметика. Специализирани продавници на Зегин за органска и здрава храна. Генатурал 3 во 1. Во една капсула храна, кислород и енергија. Мојот избор е Генатурал. Вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. Овде во нашето студио ги имаме креаторите на економските политики, министерот за финансии Зоран Ставрески, гувернерот Димитар Богов, но тука со нас е универзитетскиот професор Томе Неновски. Министре, професорот начна една дилема дека поради воздржаноста и несигурноста може да се случи одлагање на инвестициите од страна и на домашниот бизнис, кој сепак му треба нели известна стабилност за да влезе во нови инвестиции, да земе банкарски кредити, да го оплоди капиталот. Какви се вашите очекувања? Дали може би имате и контакт директен со некој од странските компании? Што велат тие?
Секако ние одржуваме редовни контакти со компаниите, и со домашните, и со странските, и кај сите постои известна загриженост од целокупната ситуација. Очекувањата беа дека ситуацијата ќе се разреши во април преку изборите, тоа се помести за јуни и кај сите превладува чувството дека е најдобро да се заврши со кризата преку избори кои што ќе овозможат, како што кажав претходно, долгорочна предвидливост на економските политики. Политичкиот, финансискиот и економскиот амбиент во секоја држава се меѓусебно поврзани. Стабилната политичка ситуација е основен услов за да се одржат стабилни макроекономски политики, за да има привлекување на странски инвестиции, а домашните инвеститори да се решат долгорочно да ги вложат средствата во нови машини, опрема или во нови бизниси. Од тие причини, значи, мора да сме свесни дека најголемата штета од целокупниот лош амбиент во државата ја трпат граѓаните, односно оние кои што очекуваат нови работни места, бидејќи во ваков амбиент очигледно дека ако продолжи и понатака, ако се разлече, потешко ќе се решаваат компаниите да отвараат нови работни места, трпат фирмите, бидејќи нивниот бизнис ќе почне да стагнира или да трпи, а сето тоа може да се избегне и сето тоа е непотребно, бидејќи навистина имавме здрав економски амбиент кој што сите го препознаваа и признаваа. Според Светска банка, минатата недела, пред 2 недели, отприлика беше објавен последниот извештај во кој што повторно се потенцира дека Македонија има највисок раст во регионот, Македонија е лидер во регионот. Како што каже гувернерот, ММФ верува во потенцијалот на Македонија. Сите стапки на раст за Македонија за 2016, но и подоцна за 2017 и 2018 се движат некаде меѓу 3,5 и 4%. Тоа се проекции на меѓународните финансиски институции, значи не проекции на владата или на било кој друг. Тоа се солидни стапки на раст и тоа покажува дека сите имаат доверба во нас, односно во економските политики како што беа поставени. И затоа не треба сами да си направиме зло преку меѓусебни политички пресметки, посебно оваа ескалација, односно уличните немири што ги предизвикува опозицијата и наводното граѓанско општество, кое што односно некои невладини организации кои што под превезот на невладини организации всушност го одработуваат она што опозицијата сака да го одработат за неа, се посебно вознемирувачки за бизнисот и од тие причини треба да се задржи правото на протест, како и во секое демократско општество, секој има право да протестира, но тие протести мора да бидат мирни, цивилизирани, демократски и да се канализираат, а целокупната пак политичка криза да се разреши согласно она што е договорено со договорот од Пржино и во тие рамки се предвидени и предвремените парламентарни избори. Да, изборите се закажани за 5 јуни. До тогаш се очекува да завршат, нели, со овој датум да завршат и сите оние случувања, протестите кои што ни се случуваат секојдневно. Гувернере, споменавте на почетокот на емисијата дека македонскиот денар како валута е стабилен и сигурен и граѓаните може да бидат спокојни. Што е со банкарскиот сектор? За сите овие години тој покажа жилавост, но и стабилност. Токму така, банкарскиот сектор исто така е сигурен. Ние немаме никаква опасност од некоја системска криза. Значи, банкарскиот систем е многу здрав елемент од македонската економија. И тој во последните неколку години испорачува кредитен раст кој што е сепак солиден во овие околности. Во време кога во Европа вие немате земја каде што кредитниот раст е позитивен или ако е позитивен е близу до нулата, македонскиот банкарски систем испорачува кредитен раст последните 2 години од 9 и 10%. И оваа година сме тука некаде од почетокот на годината, но повторно ќе кажам, ова ситуација, ова ескалација веројатно ќе влие и на банките, бидејќи банките работат со ризик, тие го пресметуваат ризикот кој што го преземаат. Ако има ризик кој што тие не може да го пресметаат, а политичкиот ризик е сепак нешто што тешко може да го вкалкулираат во нивните пресметки, иако до сега тој бил калкулиран со некоја многу помала премија, понатаму ќе додаваат поголема премија за тој ризик или воопшто ќе се откажат од некои инвестиции кои што сметаа дека сепак се по-осетливи на ризиците во окружувањето.
Така што банкарскиот сектор останува значи стабилен. Таму немаме исто така некои поголеми ризици. Нивото на нефункционални кредити се намалува и тоа е најниско во целиот регион од Словенија до Грција, но и продолжува да се намалува. Оние нефункционални кредити кои што ги имаат банките се целосно резервирани, значи целосно се покриени, загубата веќе е поднесена. Таа не може да предизвика нови некои дополнителни проблеми. Нивото на капитализираност е 2 пати повисоко од оној регулаторен минимум кој што е. Ликвидноста на банките на рекордно ниво се одржува на 30% од вкупната актива и тоа во континуитет од неколку години. Значи сите параметри укажуваат дека банките остануваат здрав елемент на македонската економија. Колку тие ќе кредитираат, ќе зависи од потенцијалот депозитен кој што ќе го имаат и од окружувањето во кое што работат економските субјекти. Професоре, може ли да очекуваме засилен кредитен раст? Колку банките, пресметувајќи го тој ризик за кредитирање, ќе бидат внимателни во овој период? Тие во сиот изминат период би рекол дека се внимателни. И јас зборот здрави банки што го кажа гувернерот би го заменил со зборот најздравиот дел. Значи, во финансискиот дел, банки добро играат во сите овие години, добро се спротивставуваат на сите можни ризици, одобруваат кредити онолку колку што можат да го следат квалитетот на бараните овој кредити, односно на проекти. И бројките што ги слушаме сепак се на задоволително ниво спрема целината на она што во вкупното европско банкарско окружување се случува. Многу се битни индикаторите кои што ги кажа гувернерот. Значи, двојна капитализираност во однос на стандардната меѓународна ликвидноста веќе стана легендарна во овие 5-6-7 години. Нивото на ненаплатливи кредити 10-11% веќе е замрзната на некој начин. Според тоа банкарите се предпазливи и во престојниот период ќе бидат уште попредпазливи, би се чини, затоа што ова што се случува не може да не ги допре во нивните размислувања дека треба да преземат мерки за собствена заштита. Затоа што ударите кај нив ќе бидат насочени, а не спротив странични што ги рековме. Според тоа, тие имаат сите услови економски наблюдувани за да испорачуваат кредити онака како што може во минатото да испорачуваат и во престојниот период. Меѓутоа, повторно се враќаме на главниот проблем. Ако политичката криза добива други димензии, кои што може да донесат некакви немири, кои што би ги довеле фирмите во една непријатна ситуација да не може да ги враќаат кредитите, тогаш и банкарите ќе се преиспитаат. Дали е време да одобруваат со таква динамика кредити и на граѓаните и на фирмите, иако многу повеќе се одобруваат кредити на граѓаните. Според тоа, банкарскиот систем е предпазлив и ќе продолжи така да делува, ќе следи економската состојба, мислам политичко-економската состојба, онака како што приликите тоа го налагат и така ќе реагира. Македонија важи за земја со исклучително атрактивна бизнис клима. Тоа го покажа кога стануваше збор и за странските инвеститори, но и за условите за водење бизнис дома. Какви се контактите со домашните стопанственици во однос на кризата? Ги споменавме оние на странските инвеститори, но може ли да очекуваме воздржаност токму од страна на малите и микрофирми? Дали се можеби тие оние кои што директно ја чувствуваат кризата? Па секако дека фирмите исто како и граѓаните со загриженост гледаат на последниве случувања. Вообичаено е дека домашните стопанственици, домашните бизнисмени се понавикнати, би рекол, на латентни кризи во регионот. Впрочем, не само Република Македонија, сите земји во регионот во овие 20-25 години на независност имаат перманентно некакви политички кризи. Ние минавме и низ многу тешки кризи во изминатиот период, ако се земе уште од 90-тите години, кога беше блокадата од страна на Грција, подоцна војната во Косово, па нашиот интерен конфликт во Република Македонија, што беше во 2001 година, и многу други подоцнежни конфликти од политичка природа со помали или поголеми димензии. Но фирмите на еден или друг начин се прилагодуваат на сите тие случувања и наоѓаат начин да работат и во такви отежнати околности. Сепак, ако сразмерно се гледа, помалите фирми се секогаш попогодени, бидејќи тие потешко доаѓаат до средства и во нормални, во обичаени економски услови. Затоа е вистинска штета што добро поставените економски политики не можат целосно да резултираат со
економскиот раст што Македонија има потенцијал да го оствари. Во нормални политички околности, со нормален политички амбиент, без политичка криза, Македонија има потенцијал да расте меѓу 4 и 5% во моментов, кога останатите земји растат со само 1%, некаде во Европа и под 1% е тој раст. Значи, Република Македонија покажа дека може да остварува резултати и во услови кога во другите земји се намалуваше стапката на раст или беше негативна или ниска, Македонија остваруваше стапка на раст од 3-3,5% и нагоре. Кога во другите земји се зголемуваше невработеноста, во Република Македонија таа се намали. Извозот растеше кај нас и се уште расте, и добро е што странските компании ја разбираат оваа ситуација и барем според она што го имавме како дискусија со нив, нема прекумерна загриженост, но нормално, како и секој што вложил пари, и тие очекуваат во иднина да заврши оваа криза и да се продолжи со политиките на стабилност и на сигурност во делот на економијата и во вкупниот општествен амбиент. Значи, ако не беше оваа политичка криза, ќе испорачаше Македонија уште повисоки стапки на раст, ако во нормални услови тие беа проектирани за некаде над 4%. Па дефинитивно Македонија има потенцијал за економски раст кој што е највисок во регионот, според проценките на меѓународните финансиски институции. Тој раст ќе се движи околу 4% во 2016-2017 година. 2018 година мислам дека може да биде и повисок од тоа. И сето тоа ќе помогнеше, ако во континуитет го оправиме, ќе помогнеше да се оствари главната цела, таа е да се намали невработеноста до ниво кое што ќе се приближи некаде кон 20-22% како што претходно беше планирано. И ние имаме сила за тоа, имаме и проекти кои што помогнаа во таа насока, како што беше Македонија вработува. Проект кој што еве за една година овозможи скоро 19.000 работни места да се отварат, 18.975 работни места, само тој проект овозможи да се креираат во Република Македонија, а преку другите мерки и политики вкупно, како што знаеме, 150.000 работни места се креира. Сето тоа, сиот тој добар тренд не смее да се прекине и не смее да се дозволи политичкиот амбиент да го наруши до таа мера да Македонија го изгуби имиджот на земја со добар бизнис амбиент, бидејќи како и се во животот многу е потешко по тоа да го повратите тој имидж, односно да повторно го креирате. Инвеститорите ако еднаш ја напуштат земјата или еднаш се разочараат од општиот политички амбиент, после тоа многу тешко ќе ги вратите во земјата. Затоа е многу битно да се има чувство за тоа дека сите заедно треба да вложиме напор да преовлада разумот, да се најде политичко решение, да се смогнат сили, да се надмине оваа политичка криза, да се организираат изборите во јуни на начин кој што ќе биде меѓународно прифатлив и кој што ќе овозможи тие избори да бидат верификувани како такви и на тој начин Република Македонија да излезе од оваа криза и секако дека и после тоа ќе има предизвици и на политички и на економски план, не треба да сметаме дека се ќе се реши, меѓутоа главниот проблем, да речем, главните проблеми ќе се решат бидејќи ќе се стави една завршница на една ситуација која што веќе предолго трае. Да, предолго трае, а исто тоа стопанството, но и граѓаните се во извесен грч. Гувернере, зборуваме за економскиот раст, за оние високи стапки на раст кои што и требаат на Македонија и кои што ќе се случаат доколку не дојдеше до ваква политичка криза. Централната банка ги ревидира проекциите, некаде во мај треба да излезе со најновите очекувања и проекции за движењето на економијата. Какви бројки да очекуваме? Тешко прашање во вакви околности. Ние ја почнавме редовната рунда на проекции во март. Идната недела треба да ги објавиме официјално нашите најнови проекции за движењата во оваа година и во наредната. Се најдовме во ситуација да веќе беа нашите проекции при крај, кога дојде до оваа ескалација. И сега беше дилемата дали ние да ги затвориме очите и да одиме со таа основна проекција која што имаме, тоа основно сценарио, или да направиме и некое песимистичко, така што решивме она што го имавме направено, а кое што земаше предвид дека да, ние ќе имаме некој политичка нестабилност, која што веќе имаме во континуитет една година и до јуни ќе трае, потоа
ќе се одржат избори и ќе имаме веќе политичка влада која што ќе може да функционира со полн капацитет и дека веќе од втората половина ќе се нормализираат околностите во економијата. Но тоа е основното сценарио. И бројките ќе ги презентираме наредната недела, но истовремено ќе презентираме дека да, ситуацијата еве во меѓувреме се влошува и доколку продолжи ова темпо во текот на целата година, значи тоа би било на песимистичките бројки колку би бил растот во такви околности. Најверојатно на крај растот ќе биде некаде помеѓу тие две бројки, но ќе ги презентираме во јавноста и едната и другата, бидејќи навистина немаме кристална топка и да знаеме што ќе се случува во наредниот период, за да може со прецизност да кажеме да растот ќе биде толку. Растот секогаш се прави врз основа на претпоставки. Ако се остварат овие претпоставки, ќе биде толку. Ако се остварат овие претпоставки, тогаш ќе биде толку. Професоре, наместо да се дефокусира јавноста и сега да зборуваме за некакви кризи и сценарија кои некој сака да ги наметне на Македонија, може би во мирни временски, во нормални услови ќе зборувавме како да се скрои нов модел за повисок раст на економијата. Моделот веќе го имаме креирано. Ние сме се потприле на влез на странски директни инвестиции. Тоа е оно што оценивме дека ни треба во овој период и така и се однесуваше економската политика во изминатите 3-4 години. Значи, потрошувачката не беше тој модел кој што би го прифатиле, туку инвестициите пред странските инвестиции во смисла на отворање нови погони, со самото тоа нови производствени погони, нови работни места, создавање производи кои што вршат диверзификација на производствената палета во Република Македонија, пред се за надворешните пазари. Ние во овие изминати години откривме нови пазари на кои што ги пласиравме своите производи. Извозот почна да расте како резултат на дејството на странските директни инвестиции. Во нив се внесе нешто што значи нов морален облик на действување, нова корпоративна култура. Па ќе употребаме еден израз што своевремено гувернерот го слушнав на едно предавање, рече дека и нова етика имаат внесено странските директни инвеститори. Значи тоа е моделот на кој што ние се потпревме и кој што почна да ги дава резултатите. Сега како понатаму ќе видиме како се тоа ќе заврши, затоа што странските инвеститори, како што веќе рековме, се во дилема дали да го продолжат тој тренд на влегување во Македонија, повеќе или помалку, за бројките нема да говориме сега. Меѓутоа, мислам дека би требало да продолжиме и натаму додека не направиме еден добар костур, една добра основа за одржување траен и одржлив, така го викаме на економистите, економски растеж на Република Македонија. Како ќе се одвива сето тоа зависи од завршницата на политичката криза и тука повторно доаѓаме до оние две сценарија кои што беа спомнати веќе за идниот економски растеж. Едното кое што би било, да речам, горе-долу позитивно во смисла на завршницата да ја следиме некаде до средината на јуни со завршница на изборите, и тоа би било пресликување на минатогодишната криза кога некаде се склучи тој Прежински договор во тоа време и економијата до крајот на годината почна да се придвижува напред, нагоре и дојдовме до една многу убава бројка од 3,7%. И сега би оствариле таа стапка, само под услов да некаде за месец и пол заврши кризата. Меѓутоа, второто пролонгирано негативно сценарио е да кризата продолжи понатаму, да ескалира во некои други форми. Тоаш веќе не би можеле да зборуваме за такви стапки на економски растеж, од повеќе причини кои веќе беа спомнати, може би за значително помали, околу 2-2,5% може би на годишно ниво, а кој знае како ќе се завршува работата, не дај Боже, може би да зафатиме некоја негативна зона за еден период. Оваа година јас сум оптимист во смисла дека позитивна ќе биде стапката. И велам, ако завршиме со политичката криза за месец и пол, ние до крај на годината ќе оствариме стапката некаде околу 3,5%, дај Боже, и планираната 4%. Но повторно, кој ја има стаклената топка, што вика гувернерот, па да одлучиме, да оцениме. Каква политичка разрешница може да очекуваме и кои се можните сценарија? Рековте и пред малку дискутираме дека крај на оваа криза ќе се стави со предвремените парламентарни избори на 5 јуни и тогаш економијата би се вратила во нормален колосек. Тоа прашање е тешко да се одговори, бидејќи не зависи од еден субјект или од една политичка партија, туку од сите политички партии кои што се учесници на овие преговори и кои што го потпиша договорот од Пржино
и очекувам имплементација на тој договор во кој што е предвидено како завршна фаза да се реализираат предвремени парламентарни избори. Тоа е единствениот начин за да се задржат позитивните трендови во македонската економија и да стапките на економски раст бидат позитивни. Дали ќе бидат 3, 3,5 или 4% или 2,5%, на крајот е и релативно помалку важно. Важно е да не изгубиме динамиката на економски раст и да не го нарушиме амбиентот во Република Македонија и за домашните и за странските инвеститори. Сметам дека нешто што толку тешко се изгради и толку труд се вложи за да се направи тоа, не треба да трпи заради политички причини. Секоја политичка криза, па дури и војните што се водени во светот, на крајот завршуваат на некоја маса каде што се постигнува некаков договор и тој договор потоа се имплементира. Нема идеален договор, нема договор кој што е задоволителен само за едната страна или за другата страна, секој помалку е задоволен и секој помалку е незадоволен, но битно е да се има предвид интересот на граѓаните, а интересот на граѓаните не е секојдневно да гледаат протести од кои што дел се и насилни, во кои што се уништува државен имот. Интересот на граѓаните е да се инвестира, да се создаваат нови работни места, да се добиваат субвенции, навремено да се исплаќаат пензиите, платите и слично, да се градат патишта, да се градат комунална инфраструктура, болници, училишта и слично. Граѓаните тоа очекуваат од сите нас и секој политичар мора да го има тоа предвид кога размислува за тоа кога и како да се заврши оваа криза. Така да моите очекувања се дека кризата треба да се заврши онака како што е договорено, како што е подпишано и како што е изгласано во Собранието на Република Македонија преку предвремени парламентарни избори во јуни оваа година. Правиме уште мала пауза за реклами и продолжуваме со дискусијата во отвореното студио на телевизија Нова. Останете. Само за проектот Купи куќа за млади, Хот и Хот ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клуч на рака. Дојдете во Хот и Хот за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Хот и Хот за проектот Купи куќа за млади нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Хот и Хот. Паметно. Изберете најниска каматна стапка од само 5,5% и уживајте во нештата што ги сакате. Аплицирајте за Супер С ненаменски потрашувачки кредит и добите до 1.200.000 денари без провизија за одобрување и рок на отплата до 10 години. Шпарка се банка. Банка на вашето семејство. Мој име е Кенан Мандра и јас сум с помоќ липосукцијске исхране успео да смршевим 10 кг за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Поново во градот пиеме кафе со битолчени на широк сокак. Ќе патуваме и до Охрид и Струмица. Бидете со Ново во градот. Се враќаме назад во отвореното студио на телевизија Нова, каде вечерва ставаме акцент на економијата. Продолжуваме со разговорот со моите и ваши гости. Веќе ги споменавме, со нас во студиото се министерот Ставрески, гувернерот Богов и професорот Неновски. Гувернере, ги зборуваме за странските инвестиции, можните импликации од политичката криза, но што е со извозот и со побарувачката и освојувањето на странските пазари? Значи, во последните неколку години ние навистина имаме една многу позитивна
приказна во тој извозен сектор. Имаме една нова група на предпријатија, нови инвестиции кои што се исклучително извозно ориентирани и концентрирани во автомобилската индустрија. Тие го влечат извозот напред. Извозот расте секоја година со забележителни стапки. Дури и во време кога она традиционална индустрија, значи тоа е металите и текстилот, беа погодени од намалената побарувачка на нашите главни извозни партнери, значи кога Европа беше во рецесија од 2012-13 година, нашиот извоз растеше токму поради овие нови капацитети. Тие нови капацитети во прв момент не се директно поврзани со побарувачката во Европската Унија, која што е главниот извозен партнер. Кога тие ќе го достигнат оној максимум капацитет на нивното производство, тогаш и нивната судбина зависи од побарувачката во Европската Унија. Но бидејќи постојано имавме нови инвестиции кои што ги немаше претходно кај нас и сега имаме ново производство, нов извоз. Извозот растеше. Последните 2 години, бидејќи побарувачката закрепна во Европската Унија и традиционалните индустрии почнаа да закрепнуваат, со исклучок на металите. Металите се соочени со еден глобален проблем, бидејќи цените на оние основни метали, железото, никелот, бакарот, цинкот, оловото, се во пат. А во пат се затоа што кога цените беа високи, во претходната декада се направија многу капацитети. И сега има премногу капацитети. Премногу големо производство и работата сега кој од нив ќе издржи подолго, односно кој има пониска цена на чинење да може да ја поднесе сегашната ниска цена. Така што кај металната индустрија ние ќе бидеме соочени со тој проблем, но и покрај намалувањето на извозот кој што го имаме таму, нашиот вкупен извоз расте токму како последица на новите капацитети. За илустрација, во последните неколку години ние имаме континуирано намалување на трговскиот дефицит. Знаете дека трговскиот дефицит од секогаш бил, така да кажем, рак рана на македонската економија. Сме имале огромен трговски дефицит, кој што се покривал со трансферите и на крај сме доаѓале до некој тековна сметка во платниот биланс од некој 5-6%, која што била карактеристична за нас во континуитет. Но токму поради новите капацитети ние веќе го сведовме трговскиот дефицит на стоки и услуги на 16% од бруто домашниот производ, што е историски најниска стапка. Затоа, дури со намалени трансфери, ние доаѓаме до стапка на дефицит од помалку од 2%. А тоа е веќе многу лесно се финансира со странските директни инвестиции, кои што се тука некаде 2 до 3% од бруто домашниот производ. И токму поради тоа ние немаме проблеми во тој екстерен сектор, како што го нарекуваме. Платниот биланс ни е многу поволен и тој ни овозможува многу поволна клима за монетарната политика. Значи, повторно ќе се навратам на оние шпекулации за курсот на денарот. Курсот на една валута може да биде во проблеми само ако вие имате платно-билансни проблеми. Меѓутоа, 5 години поред ние имаме исклучително низок дефицит кој што лесно се финансира, па дури и со, како што ги викаат, ниските странски директни инвестиции. Значи, нема тука фундаментални причини за курсот да биде во проблеми. И токму затоа ние можеме да одржуваме многу релаксирана монетарна политика сите овие години, без воопшто да биде загрозена ниту инфлацијата, ниту девизниот курс. И затоа единствено може некој со шпекулации да креира некоја паника, па ајде да се обиде да направи некои нарушување. Гувернерот вели дека нискиот девизен курс го одржува Македонија подолг временски период, нема простор за паника, а кога зборуваме за извозот во најголем дел, бројките покажаа дека извозот расте благодарение на странските компании во последните неколку години. Кои се бројките со кои вие располагате? Се согласувам со гувернерот дека стабилноста на девизниот курс е силно подкрепена со стабилниот прилив на девизи во земјата, пред се по основ на инвестициите, но и дознаките во изминатиот период, независно дури и во периодот на европската криза, покажа еден стабилен тренд на приливи, како прилив.
Покрај тоа и традиционалните македонски извозни предпријатија исто така имаат добар тренд во изминатите 2-3 години. Повеќето од нив склучија добри договори и остварија резултати кои што помогнаа да се остварат вкупните извозни перформанси на македонската економија. Минатата година ја завршивме со рекордно ниво на извоз од 4 милиарди и 52 милиони евра, од кои што една третина, односно нешто над една третина, околу 1,5 милиарда, беше директно придонес во извозот од странските компании што работат во слободните економски зони или во индустријските зони. Што е уште поважно, освен овие бројки, е и квалитетот на тој извоз. Професорот Неновски претходно го спомна, подобрена е структурата на македонскиот извоз во насока на извоз на производи кои што се со повисока додатна вредност, производи кои што се повеќе барани на странските пазари и кои што дури и во времења кога светската економија не расте со така високо темпо, за тие производи има доволно побарувачка, а такви се производите од автомобилската индустрија, односно деловите за автомобили. Тоа помогна да се постигне она историска трансформација на структурата на македонското производство и на македонскиот извоз, за која што генерации и генерации политичари зборуваа, и професори, и многу експерти во оваа област, меѓутоа никако не успеавме да ја постигнеме. Еве сега дојде време кога успеавме да ја постигнеме со тоа што Македонија веќе не извезува како главен производ земјоделски производи или слабови, лимови и текстилни производи, туку извезува делови за најпознатите автомобили во светот, значи кои што се вградуваат во најпознатите марки на автомобили во светот. И тоа е позитивно, бидејќи тоа ќе остане и во следните години и ќе представува силен двигател на растот на македонската економија и во следниот период, бидејќи овие компании може да се очекува само да привлечат нови компании, односно нивни добавувачи да ги следат, доколку се разбира, имаме и понатака добар бизнис амбиент и стабилен политички амбиент, да дојдат и тие во земјава да инвестираат, а очекувам и бројот на домашни компании што соработуваат со странските компании да се зголемува. Ние како влада, посебно во изминатава година, работевме на тоа, да идентификуваме поголем број на домашни компании што имаат потенцијал да бидат вклучени во ланецот на добавувачи на странските компании, кои што можат да произведат дел од суровините или репроматеријалите што ги користат странските компании, како например ако Ван Хол произведува автобуси, дел од тој автобус да се произведува на база на суровини и репроматеријали што ги произведуваат македонски компании. И има дел од пластиката, дел од седиштата што се вградуваат во тие автобуси се произведуваат во наши домашни компании. Покрај тоа, странските компании нормално користат и услуги од домашните компании, обезбедуваат храна за вработените кој што некој земјоделец ја произведува, пример Дрексел Мајер обезбедува секој ден храна за 6000 лица кои што работат таму. Тоа значи дека известен број на земјоделци во регионот ја произведуваат таа храна, известен број на компании соработуваат со Дрексел Мајер, така да преку 50 милиони евра е износот на пари што домашните фирми го добиваат преку соработката со странските компании во текот на изминатата година и очекуваме тој износ да расте, односно се поголем број на домашни компании да се вклучуваат во овој процес. Да, расте соработката помеѓу домашните и странските компании. Ако досега во Бунарџик можевме да видиме само присутни странски брендови, ги има и домашните, тоа се Хајтек и Тетепласт, кои што почнаа да градат фабрики токму во слободната економска зона. Зборуваме за извозот, за структурата, како што вели министерот, ако порано сме извезувале најмногу земјоделски производи, сега тука се производите од автомобилската индустрија. Колку менувањето на структурата на извозот го подобрува имиджот на Македонија како земја? Во многу голема мера, веќе неколку пати го имаме кажано тоа, дури и овде на една емисија кај вас, дека се измени на некој начин и географската карта на која што нашите извозни производи се појавуваат. Покрај високо квалитетен производ со висока додадена вредност, а тоа се катализаторите, најчесто изработени од платина и не знам кои други
суровини кои одат пред се во Велика Британија, потоа и во Германија за потребите на тамошната автомобилска индустрија, ние откриваме нови пазари покрај оние традиционалните кои ни беа во обкружувањето Србија, Бугарија, Грција, Италија и се разбира нашиот доминантен надворешно-трговски партнер Германија. Сега ни се појавува Велика Британија, таа е колку што ја знам меѓу првите 5, а пред се меѓу првите 5 заради таа изменета надворешна структура на извозот, насоченоста на извозот спрема Велика Британија, што значи дека влегуваме во високо софистициран пазар. А високо софистициран пазар бара и соодветен квалитет, што значи покрај квалитетот има и нешто друго што е потребно на извозниците, а тоа е конкурентноста. Тие влегле на тој пазар со квалитет, меѓутоа и со конкурентност. И затоа се прифатени. И затоа извозот ги покажува тие вредности. И кога сме кај извозот и овие коментари во врска увоз-извоз, би го додел уште еден податок кој што исто така е битен од макроекономски аспект, а тоа е покриеноста на увозот со извоз. Значи, се смалува таа разлика меѓу увозот и извозот, која во деценијски, можеби во првата деценија после монетарното самостојување и поголем дел од претходната деценија, не имавме некаде околу 60% покривање на увозот со извоз. Во време на кризата тоа падна околу 55-6%, што значи ни се влоши надворешно-трговската слика, за да сега во последните 2 години имаме движење на таа покриеност некаде преку 70%, за во одредени месеци, одредени периоди дури достигне и 80%. Тоа макроекономистите многу добро знаат што значи, затоа што има една равенка која утврдува како изгледа формирањето на бруто домашниот производ. Колку е помала таа разлика меѓу извозот и увозот, во смисла да се намалува увозот, а се зголемува извозот, или колку е поголема покриеноста на увозот со извоз, за соодветниот дел имаме позитивно влијание врз стапката на пораст на бруто домашниот производ. Па тоа овие последни неколку години точно тоа се случи. Кога таа покриеност се зголеми и тогаш веќе зборуваме за 3,5-4% стапки на пораст на општествениот производ. Дај Боже, таквото темпо на промени во екстерниот сектор да продолжи. Така, економски раст, нови работни места, странски инвестиции, домашна валута. Гувернере, го споменавме денарот, стабилниот курс, но и депозитите. Дали какво е салдото на депозитната база и дали и натаму граѓаните најмногу штедат во денари? Што покажуваат последните податоци на Народната банка? Да, депозитите значи продолжуваат со оној континуиран тренд на пораст, особено депозитите на населението. Тие се оној индикатор кој што ние го следиме. Депозитите на предпријатијата се доста променливи од месец во месец. Се случува еден месец да има голем пораст, друг месец голем пад, меѓутоа и тие на оној подолг рок кога се гледаат 12-месечните пораст и тие растат. Депозитите, значи традиционално ние имаме таа евроизација така наречена. Но и тука ќе напоменам дека таа евроизација во континуитет се намалува. Рекордот беше достигнат некаде во август 2009 година, кога 67% од депозитите на домаќинствата беа во девизи, а само 33% беа во денари. Меѓутоа, од тогаш наваму има континуиран тренд на зголемување на учеството на депозитите во денари. Народната банка презеде и низа мерки со кои што дополнително го стимулира тоа претварање од евра во денари, бидејќи денарското штедење е она што ни е потребно и она што е поисплатливо и за самите штедачи. Во декември 2014 година се достигна износ односно учество од 48% на девизното штедење, 52% на денарското. Значи, ние веќе имаме поголема доверба во денарот и поголемо штедење на домаќинствата во денари. Сега, минатата година, бевме соочени со таа политичка неизвестност и тој тренд запре. Меѓутоа, она што охрабрува е дека не видовме обратен тренд. Значи, тој тренд запре и се одржува на тоа ниво. И се уште, последниот податок од март, значи, тој сооднос е 48 девизно, 52 денарско. Ние би сакале да го продолжиме и ние дополнително сме подготвени и со нови мерки да излеземе, со кои што ќе го стимулираме денарското штедење, за каматните стапки да бидат поголеми, поисплатливи во однос на девизното. Но за тоа да се случи потребна е значи она известност, она сигурност, значи општиот амбиент. Без подобрување на општиот амбиент, на стабилизирање на политичкиот амбиент,
не можеме да продолжиме со тој тренд. Така, ги слушнавме податоците кои што ги има гувернерот, а токму од Народната банка. Тие покажуваат дека граѓаните сепак му веруваат на денарот и дека оваа фама што се прави овие денови е можеби вештачка психоза кој некој сака да им ја наметне на граѓаните кои ако досега нели спокојно живеа, работеа и се грижеа за иднината, сега се преокупирани со сите оние сценарија. Дали некој сака да и го наруши имиџот на економијата, на сите оние позитивни бројки? Па несомнено дека обидот политички да се дестабилизира Македонија содржи и компонента на економска дестабилизација, бидејќи економските резултати на Македонија беа најдобриот дел, најквалитетниот дел од работењето на владата и помогнаа на најголем број на граѓани во Република Македонија. Јас ја кажав цифрата на нововработени, 150.000 луѓе дојдоа до работа во изминатиот период и реализирани се голем број на инфраструктурни проекти кои што исто така го подобрија квалитетот на живот на граѓаните. Тоа значи дека политичката криза де факто сега врши силен притисок врз економијата и тој притисок економијата успешно го одби досега, покажа доста отпорност, жилавост. Меѓутоа, како што сите знаеме, не постои нешто што бесконечно може да игнорира факт како што е сериозна политичка криза во која што се наоѓа Република Македонија и затоа уште еднаш да повториме, подобро е и најдобро е за сите, а пред се за граѓаните да им се врати мирот, да им се врати стабилноста, сигурноста, да можат да го живеат животот како што го живеат сите граѓани во Европа или во развиените земји, да можат да се движат слободно низ градот, да можат да го планираат своето време и својата иднина, да можат да планираат каде ќе го поминат годишниот одмор или слично, а бизнисмените пак да можат да ги планираат своите инвестиции. За сето тоа ни е потребна политичка стабилност, а не политички немери какви што се случуваат деновиве низ Скопје и затоа е добро целото ова да заврши преку изборите во јуни оваа година. Професоре, вие споменавте украинско сценарио, иако многу често се спомна во јавност, јас само го цитирам тоа што го слушам. Македонија е далеко од украинско сценарио, но што покажуваат искуствата од другите европски земји кога однадвор се наметнува вештачка политичка криза, трпат граѓаните, трпи економијата, а какви излези тогаш бараат земјите? Испреплетени се релациите тука, има многу политика со рефлексии врз економијата. Украина е најубав пример за тоа што се случува, значи кога се бараше промена на власта, се случи тоа сценарио за кое што сите бевме сведоци кои гледавме оние крвави слики од киевските улици, во смисла на промена на власта дека наеднаш ќе се случи нешто што ќе значи мет и млеко во економијата. Денеска Украина не е таква како што ја замислува тие што го направија сценарието за промена на власта во Украина насилно, затоа што денеска тие 40 на колку ги има милиони во Украина се соочуваат со најглавниот проблем, опаѓачки животен стандард. Парите од Русија, од Европа не доаѓаат така што ги очекува дека ќе дојдат. Капацитетите не им функционираат онака како што беше ветено дека ќе функционира за потребите на западноевропската економија. Од друга страна тие ги рачистија, се раскараа со европските стопанственици, па сега дојдовме некни прочитав еден интересен податок, се дојде во ситуација да фабриката за чоколада на нивниот председател Порошенко се соочува со загуби затоа што нема каде да ги пласира чоколадата. Европа не може да ги прифаќа затоа што таму е Милка, таму е Несте, таму се швајцарските чоколада, а од друга страна Русија не може да ги прифаќа заради тоа што се скарае со Русија, нели? Според тоа, или да ги земиме ситуациите во Либија, во Јемен, во Египет и така натаму, кај што Ирак, да, кај што се случуваат такви преврати, стандардот таму не се промени. Економијата не се придвижи нагоре во позитивна смисла, иако кај некои земји како што беше Либија, да речеме, имаше еден позитивен тренд. Стандардот на населението во Либија беше извонредно висок. Тоа сите ние го знаеме. Според тоа треба да бидеме свесни дека населението не раѓа квалитет. Може би има слабости, секогаш и тие треба да се отстрануваат. Меѓутоа трезвеност, разумност, свесност дека ова не треба долго да трае и дека се она што ќе биде направено во негативна смисла на зборот ќе биде рефлектирано врз животниот стандард на оние 2 милиона и нешто повеќе од 2 милиона луѓе колку што живеат во Република Македонија. Гувернере, сите пораки се насочени кон тоа побрзо да заврши оваа политичка криза и да има разрешници
за содржувањето на предвремените парламентарни избори на 5 јуни, ќе надвладае ли разумот и каква иднина очекувате вие? Се надеваме. Економијата секогаш има бенефит од политичката стабилност. Така што колку побрзо се воспостави таа политичка стабилност, толку подобро ќе биде и за економијата, а со тоа и за сите граѓани и за сите бизнеси. Кои се долгорочните планови во однос на економијата, како сепак креатор на економските политики, но и чувар на државната каса? Македонската економија долгорочно, како што реков, има добри потенцијали. Во текот на изминативе месеци ВМРО ДПМН работеше на политичката програма за следните 4 години и таа програма ќе содржи бројни проекти и мерки за продолжување со оние политики што се добри и надоградување, проширување, подобрување на тие политики со нови мерки и проекти кои што ќе овозможат понатамошно намалување на невработеноста, изградба на голем број на инфраструктурни објекти, поддршка на земјоделството, привлекување на нови странски инвестиции и слично. Значи, очекувањата се дека во услови на политичка стабилност и во услови во кои што општиот амбиент ќе биде нормален, македонската економија може да оствари стапки на раст кои што сигурно се меѓу 4 и 5%, а тоа се веќе стапки на раст кои што ако се преведат во делот на вработувањата, ќе креираат илјадници работни места, а на крајот на криштата очекувањата на граѓаните се токму тие, да се креираат нови работни места и да се изградат инфраструктурни проекти, инфраструктурни објекти кои што ќе го подобрат нивниот живот. Имаме уште малку време во ова отворено студио на телевизија Нова. Последната куса пауза за реклами и го сумираме овој разговор. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Сите се сеќаваме на својот прв дом. На моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот 6-ти роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме. 60 години го споделуваме светот на вкусовите. Витаминка. Вечерва со моите гости дебатиравме за политичката криза, импликациите кои таа ги создава врз целокупната економија, колку штета трпат граѓаните, но и какви се финансиските импликации врз бизнисот. Професоре, кој е најпогоден од политичката криза? Веќе во едно од претходните прашања одговоривме. Ако имаме добра позитивна деловна клима, тоа би значило да имаме развој на економијата, нови погони, предпријатијата живнуваат, отвораат работни места, нели погони, вработуваат лица, им даваат плати, плаќаат придонеси и други овие давачки што го полнат буџетот и во крајна линија сето тоа има крајен ефект врз подобрување на стандардот на населението, нели? Зголемена потрошувачка и сето тоа заедно. Сега свртете го тркалото обратно. Ако политичката криза потрае, тоа значи дека веќе новите производствени погони тешко дека ќе можат во таква динамика да се остваруваат. Новите вработувања ќе бидат ставени во некаква неизвестна ситуација. Значи платите и така можеби да се задржат, а можеби некаде да се случи нешто негативно, што значи крајните негативни ефекти ќе ги трпи граѓанството на Република Македонија, а се заедно би рекол Република Македонија. Гувернере, Македонија е далеко од девалвација. Вие потенциравте неколку пати вечерва во студиото на телевизија Нова. Денарот останува стабилен и може да им порачаме вечерва на граѓаните да бидат спокојни и натаму да штедат во денари во домашните банки. Секако, најсигурно е да се штеди од денари во банка. Има ли доволно евра на пазарот? Има евра доволно. Девизните резерви се на исклучително високо ниво и значително над она адекватно ниво кое што е за девизните резерви. Значи, порака до сите граѓани, до сите бизнеси, навистина нема никаква причина
за промена на курсот на стабилна валута кој што го водиме во последните 19 години. Курсот ќе остане стабилен, банкарскиот сектор е сигурен и да не подлегнуваат на шпекулациите кои што се многу актуелни последниве неколку недели. Министре, ќе остане ли Македонија во стабилна финансиска зона и дали натаму економијата, како што и вие неколку пати велите, останува светла точка на политиката? Тоа е и наша обврска, сите заеднички, да направиме напор Македонија да остане во зоната на висок економски раст, да ја продолжи патеката на започнатите креирање на работни места, нови инвестиции, привлекување на странски инвестиции, но и овозможување на одличен амбиент за домашните компании. Секој политичар ја има таа обврска и сите политички партии да го имаат државниот интерес и интересот на граѓаните пред се и да се придржуваат кон она што како политички договор го постигнале, и ако тоа така се направи, тогаш ќе дојдеме до разрешница од оваа политичка криза во јуни и после тоа кој што ќе победи на изборите ќе има можност да ги креира новите политики за следните 4 години, да помогне да продолжат овие позитивни трендови на македонската економија, а пред се во корист на граѓаните на Република Македонија и на државата во целина. Почитувани, ви благодарам што вечерва бевте дел од отвореното студио на телевизија Нова. Ги слушнавте ставовите на креаторите на економските политики, но и на академската фела. Дебатиравме за стабилноста на економијата и за очекувањата во наредниот период. Почитувани, ви благодарам што не гледавте. Останете со телевизија Нова.